Добро вечер, Драчево. Добро вечер, победничко Драчево. Добро вечер за најголемата победничка коалиција. Бевме сведоци на митингот во неделата на Сдружената коалиција. Што ни кажува тоа? Да, реформите ќе победат. За овие 15 дена се изнаслушавме секакви глупости од страна на опозицијата. Значи немаше опозициона партија која што не скина некоја зелена. И затоа сега едно кратко подсетување за тоа што го кажа само оваа недела, а што се однесува директно на нас, односно се обидуваат да фабрикуваат некои тези против нас и против Сдружената коалиција. Први би ги споменал ЛДП. Значи најновата теза им е дека манифестот кој што го гледаме сега бил копија на нивната програма. Партија која што до вчера немаше програма, одеднаш испадна дека ние сме ја копирале нивната програма. Да не е трагично, почитувани граѓани, би било смешно. Понатака, тука се обединети за Македонија. Покрај сите глупости кои што ги кажуваа по нивните митинзи, најновото им е следново. Ќе го заштитувале името на ВМРО ДПМН, бидејќи вистинските ВМРО-вци, замислете, биле кај нив. Епа на 5 јуни, господа од Обединети за Македонија, ќе видиме каде се вистинските ВМРО-вци, бидејќи по секој митинг вистинските ВМРО-вци се тука. Вистинските ВМРО-вци се со оваа коалиција. Вистинските ВМРО-вци се во ВМРО ДПМН. Не знам дали да трошиме време за СДСМ, меѓутоа најновата глупост на СДСМ е дека сме ги принудувале државните службеници да излегуваат на митинзи, па затоа сме имале толку големи митинзи. Епа господа од СДСМ, па не ни е тоа стилот на работа. Не можеме до толку да ве емитираме. Тоа беше ваш стил на работа и затоа изгубивте во 2005 година. Најновото пак на ВМРО Народна партија е тоа дека се уште на незавршен избори, тие веќе откако кажаа дека ќе коалицираат со СДСМ, сега се пишманат па викаат, па видете, ние можеме да коалицираме и со вас уствари. Значи сакаат да коалицираат сега со оваа коалиција, меѓутоа имале да постават 5 услови. Уште незавршен избори, тие почнуваат да не условуваат. Епа затоа, дами и господа, бидејќи планот на опозицијата е токму тој, овие избори да не ги изгубат со толку голема разлика и да можат после во еден широк фронт да создадат широк фронт, една широка коалиција и тие да бидат тие што ќе формираат новата влада на Република Македонија. И затоа е особено многу значено сите заедно да гласаме за бројот 5 на 5 јуни и на тој начин да обезбедиме над 62 пратеника. Нема овој народ да дозволи уцени. Нема да дозволиме никој да не уценува. Особено не такви кои што пред малку ги споменав и не би сакал понатака да се навраќам на нив. Бидејќи имаме најсилна програма, бидејќи досега имаме се направено она што го имаме ветено, со чист образ стоиме овдека пред вас. Бидејќи на нас пратениците од изборна единица 1 ни е многу лесно, бидејќи носител е нашиот премиер господинот Никола Груевски, затоа со сето ова претходно споменато, ајде да слушнеме Никола. Бидејќи имавме што да покажеме, како што ви кажа пред малку, граѓаните на Република Македонија тоа го позна и затоа победивме во 2005 година, победивме во 2006 година, победивме во 2008 година, победивме во 2009 година и затоа сите заедно на 5 јуни да го заокружиме бројот 5 и по 5 пат да победиме. Откако ќе ги слушнеме победничките резултати, сите овие знамења кои што денеска ги гледаме, од сите општини да излеземе заедно на плоштадот на Република Македонија и заедно да го поздравиме сегашниот иден премиер на Република Македонија, господин
синот Никола Груевски, да живее Драчево, да живее кисела вода, да живеат граѓаните на Република Македонија.